Здраво на сите на овој дождлив ден. Денес ќе прочитаме последната приказна што имаме од книгата од Андерсен. Па да почнеме. Снежко. Мека снежна прекривка, која сјаеше на сонцето, ја покри земјата. Во дворот на една убава куќа стоеше Снежко исправено и гордо. Сонцето ги заслепуваше неговите очи од керамиди, а топлината му пречеше толку многу што во себе не го дуваше. Не можам веќе да го трпам сонцево, кога само би можел да заминам одовде. Еден стар пес кој минуваше покрај куќата го слушна и му прииде. Не грижи се, пријателе мој. Снежкото кој лани беше на твоето место си замине од тука, исто како и Снежкото од преклани. Напролет и ти ке си заминеш, ке видиш. Снежкото не знаеше дали треба да се радува или да биде загрижен поради овие зборови на песот. Но студеното ветре што го обви во тој момент направи веднаш да се почувствува подобро. Ноќта донесе мраз, кој ги плетеше своите светкави нишки меѓу голите гранки на дрвјата. Следниот ден, млад пар шеташе низ дворот. Одушевувајќи му се на зимскиот пейсаж, фатени за рака, тие чекореа во снегот, а љубовитниот Снежко го праша песот. Кои се овие двајца? Гледам дека и ти си од вчера. Тие се љубовници, луѓе како оние со кои што живеев јас, му одговори животното. Ах, колку убаво беше кога се стуткулев кај пречката, века. Продолжи песот гледајќи со носталгија кон крајот на дворот. Раскажи ми за печката, извика Снежкото заинтересирано. Ако погледнеш низ прозорецот, можеш да ја видиш. Таа е црна со сјајно бакарно вратиче. Секој пат кога ќе отвореа за да ја нахранат со дрва, таа исплазуваше низиниот страшен јазик. Каква врелина беше тоа! Снежко зјапаше во прозорецот. Печката беше усвитена, прекрасна и го осветлуваше целиот под наоколу. Снежко се чувствуваше како оган да гори во неговите гради. Кога само би можел да дојдам до неа, прошепоти. Ама што зборуваш? Таа ќе те претвори во локва вода, му рече песот. Ах, зарем е тоа важно, одговори Снежко. Таа веќе ми го стопли срцето. Дните минуваа, а сонцето стануваше се потопло и потопло. Снежко почна да се топи и на крајот се што остана од него беа парчиња керамиди, од кои беа неговите очи, гриблото кое беше неговата уста и парче црн метал забоден во калта. Тоа беше лопатката за пепел околу која беше направен Снежкото. Затоа тој толку многу ја сакаше печката, извика песот. Потоа дојде пролета и веќе никој ништо не се сеќаваше, а особено сите го заборавија Снежко. Толку е за денеска. Ќе направиме една многу кратка пауза и од следната недела ќе почнеме со другите бајки. Фала ви многу за вниманието и вашето одвоено време. Поздрав на сите и до гледање. Ćao!